Од сите форми на материјалната култура, архитектурата била и останува најдиректното огледало на едно време. Секако дека во неа одсекогаш биле спојувани мноштво елементи, зашто по својата суштина таа ги издружува човечките потреби и човековата фантазија, човечките можности да го организира својот животен амбиент, но секако и технолошките рамки во кои во дадениот миг од својата историја се движи таа организација. Повеќе од кој да е друг вид на човечкото изразување, на неговите потреби и на неговиот дух, архитектурата е историски и социјален, што ќе се рече општествен феномен. Определувајќи се за денешниот миг на современата македонска архитектура, како тема на вечерашната емисија 4x7, нашата редакција имаше намера да го одбележи токму овој миг како исклучително значаен. Сигурно е дека можеби никогаш досега архитектурата не била толку значајна материја за нашите колективни истражувања, едноставно зашто веројатно никогаш досега кај нас толку не се градело. Вечерашниот прилог би можеле да го сметаме како почетен чекор во истражувањето на оваа максимално сложена материја и веројатно неисцрпна материја. Поводот за овој собир е јасен. Редакцијата за култура и уметност при Радио Телевизија Скопје проба се обиде на некој начин да и посвети малку повеќе време на една тема која е толку значајна, толку присутна, која се вика архитектура, меѓутоа на сите нам е познато дека е повеќе од тоа, дека во себе си спира и економика, индустрија и така натаму елементи бројни, мултидисциплинарни, како вие често велите, така што мислам дека некој поширок увод не е потребен. Има впечаток дека во оваа ситуација јас сум ваш гостин, а не вие гостин на телевизијата, бидејќи без оглед колку може човек да има приватни афинитети за една тема, сепак се работи за една материја многу стручна и многу сериозна во тој поглед. Така што најпрвен професоре Чипан би ви се обратил вас да ми помогнете едноставно со тоа, кое е првото прашање што вие бисте го поставиле да сте на моје место? Првото прашање секој би си го поставил што е тоа архитектурата. А одговорот е многу комплициран и ако може така да речеме, архитектурата е све она што се случува во животот и архитектурата е место каде што се одигрува животот во сушност. Мислам дека е многу битно да констатираме дека архитектурата као друштвена дисциплина во својата првобитна дефиниција има до денеска доживено доста промени во смисол на тоа дека многу заблуди кои датират можда од 19. век уште во светот се отклонети. Тие заблуди пред се однесува на тоа дека архитектурата се мислеше дека е еден објект, еден монумент, една зграда или една фасада дури, за разлика од она што овие нови сознанија што денеска ги имаме, дека архитектурата не е точно тоа, туку е една поширока рамка во која човекот живее, работи, се забавува и така натака. Со еден збор, архитектурата може да биде и цел град.
се извинам, дали е тоа истото прашање кое бисте го поставили кога се работи за современата македонска архитектура? Да, сигурно современата македонска архитектура не може да биде нешто друго од архитектурата во светот, воопшто. Таа е до толку нешто друго, доколку таа има постигнато помало или повеќе отколку да претпоставиме други региони во светот. Би било можда овде изузетно значено место да нагласиме дека македонската архитектура за овие 30 години, како што е архитектурата секога одраз на можностите на едно општество, има постигнато, да не речам резултати, има постигнато такви домени или домети кои значат, по моја оцена, барем многу повеќе отколку што биле можностите на ова општество за вака кус временски период, како што е 30 години отколку работиме и твориме овде. Да не ја споменувам историјата, ова куса, во која започнавме и по однос на архитектонскиот кадар од ништо, така да речем. Да. Климе, вие кога ви сте биле на ова место, да направиме уште еднаш таква реплика, бидејќи може би тоа полека ќе не доведе токму на битните проблеми на архитектурата, како вие бисте го почнали тој разговор? Дали како професорот или може би со една финеса поинаку? Тоа што сите нас архитекти не прекупираат е практички да некако архитектурата ја приближиме до човекот, да ја приближиме и до денешни наши и реални можности, да ја приближиме до тоа што го бара свекиневријето. Тоа што кажа професор, спомна 19 век, веќе не е тоа салонска архитектура, не е архитектура, веќе привилегија едно друштво, него тоа е привилегија на секој човек, да не кажем на секој работен човек. Во тој смисол и нашата улога како архитекти би требало да биде и малку и општествена улога. Треба да се свртиме кон тоа што од нас го барат општеството и секој према своите можности, према своите квалитети и преокупации, треба да му служи на таква и на хумана цел, на една цел која, мислам, е задоволство за тој што проектира, а ќе биде и, веројатно, задоволство за тие што му тоа наменато као добро. Добро, значи можеме да стартираме условно од една работа, да кажеме да установиме еден позитивен бум во градежништвото и во нашата архитектура, да установиме дека современата македонска архитектура денес, овие дни, е поинаква, но секако во позитивен смисол од она што ја имавме веќе пред 15 години. Според тоа, таа секако има известни карактеристики кои се специфични нејзи. Архитектурата има секако општи проблеми и архитектите од светот имаат секако заеднички некакви проблеми, меѓутоа верувам дека е сигурно и тоа дека имаме специфична проблематика која се вика современа македонска архитектура и современо македонско градежништво. Архитектурата, како што знаеме, ние секога е една комплексна дисциплина, меѓутоа таа секога се движи помеѓу два пола кои се карактеристични за неа. Едното се оние рационални, да речам, проблеми од технички карактер, а другото се креативни проблеми, односно од ирационален карактер. Во ова смисла, значи, доколку сакаме да се лоцираме можда поблиску во македонската стварност, тогаш е сосем во ред ако ние во овој домен на тие рационални моменти кои се сврзани со архитектурата, тоа значи од проектирањето преку изведбата до све она што ја завршува архитектурата, се обидеме нашите можности или нашиот степен на достигање да ги видиме. Инако, ако се одвлечеме во овие ирационални карактеристики, како викам, ние тука многу ќе мораме да се поврзуваме со интернационалните движења и тука можда и да залутаме, да речеме, кај сме или што сме. Па мислам дека можеме да разговараме за архитектурата како еден поим кој во нашата стварност е дефиниран со одредена регулатива.
Условно, таа регулатива можеме да ја наречеме потребна техничка документација. Во делот на техничката документација, архитектот би требало да игра далеко поважна и поклучна улога од она што ја игра сега, од една проста причина што во нашето општество на денешниот степен на неговата изорганизираност, мислам да не е до крај дефиниран поимот инвеститор во права смисла на зборот, кој би бил во состојба со правилно димензионирање и на програмата и обезбедување на потребните средства да обезбеди предпоставка за повеќе од 50% добра реализација. Патем би сакал да напоменам дека и проблемот на архитектонското творештво има блага тенденција да биде преокупација на службеници архитекти, не архитекти проектанти. Тоа е во основа еден тесно професионален проблем во оквир на работните организации. Меѓутоа, така како е дефиниран работниот статус на секој запослен во една работна организација, на жалост, доваѓа по некој пат во ситуација да вредни и интересни и од интерес поширок дела бидат препуштени по наша слободна оцена на луѓе кои немаат доволна архитектонска специфична тежина. Може ли Трајко да ве прекинам со една мала интервенција, бидејќи вие ми помогнавте со тоа да поставам едно прашање кое може би упростено делуе, меѓутоа е провоцирано токму од вашиот овој текст сега што го говоревте. Практично се работи за едно прашање како се создава една куќа или еден град и кој ја создава една куќа или град. Сепак мора да правиме разлика која земе Македонија и се она што во Македонија регија, значи Скопје и се она ван Скопје. Да, сега. Тука има големи разлики и према концентрацијата на институции, организациите и стручниот кадар и се она остално што го дефинира центарот како таков. Меѓутоа има заеднички прашања кои што во главно има длабоко влијание во тој почеток старт. Може словно да кажам дека добар дел, може и поголем дел од инвеститорите во својот зачеток не се на онакво ниво за да може да го одберат правиот пат во првиот настап своја, тоа е програмата за своите потреби. Тие тргнуваат од некоја потреба која е согледале како потреба, као некој обекат кој треба да содржи нешто, али се до тоа треба пак да преди преку една анализа на стручни организации. И сега нивниот настап, на кое место и каде ќе се застапат, почнува тој тек да го дават веќе. Може ли инвеститорот да бира? Се извинам, јас не сум Сосема многу слободно, упатен во сосема тоа. слободно инвеститорот бира, меѓутоа во секој случај Не ги одбира секога најдобро. не може да ги одбире. Не ги одбире и не може и условен е да не ги одбирува. Со што е условен? По моја оценка може да е вака незгодна, али факат и објективно е тоа да инвеститорите во глобала, во основа тргнуваат не онаква припрема, со онаква припрема финансиски, со која би требало во стартот веќе да осекуваат. И према Ме тоа интересира, пардон, на кој начин е условен во ова сегашна структура на организираноста на работата над реализацијата на објектите архитектонски, индустријски и така натаму. Ако создавањето на архитектурата или архитектонскиот објекат почиња со одредувањето на инвестициите и носителите на тие инвестиции, сметам дека тука доваѓаме на оно основното што професорот во почетокот го рече, да архитектурата и творештвото архитектонско е комплексна ствар која е одраз на друштвото и неговиот миг. Сметам дека е ова важен елемент во анализирањето на нашите постигања во архитектурата, бидејќи и све она што е позитивно или она што е негативно е и во незиниот зачеток, во начинот на спроведување, одредување на носителите на инвестициите, нивната зрелост и нивната одговорност пред крајните резултати.
секој пат архитектите не се во состојба да учествуваат во това, па ни да бидат оние кои ќе ја креираат задњата вредност, крајните резултати, или оноа што ќе биде промашено со реализирање на тие инвестиции. Сметам дека ово е нешто каде што ние би почнале да разговараме многу по-конкретно во однос на тоа каде е моментот на нашето архитектонско творештво. Ако архитектура е функција, конструкција и уметност обликување, онда секој од нас во секој момент има свој однос и сваќање погрешно или исправно. Што значи, рецимо, еден од елементите конструкцијата на објектот? Тоа е способноста да друштвото, оние способности кои друштвото ги обезбедило за реализирање на еден објект. Тоа е технолошката подготвеност, да ми е начинот, технолошка подготвеност, начинот на кој тоа ќе го реализираме и што ќе добиеме како одговор на современите потреби, новите животни функции кои се ги наметнува современиот живот. Лаловиќ, во овој процес кој може да го дефинираме како процес од документација до реализација, кој какво место има и што од кого зависи? Воглавно имаме почетокот е најважен во секоја работа, па и кај нас зачнувањето на проектна документација. Има пуно дефекти кои што ние се сретнуваме во секојдневната работа од почетокот на припремањето на проектна документација. За некои постојат објективни, али често и субјективни фактори кои што тичат на да стварите бидат онакви како што јас ги сега изнесувам. Именно не е старо е тврдењето дека добро припремена проектна програма веќе е пола свршена работа при проектирањето. Тоа е оно што кај нас често пати недостасува, а тука може да погодуваат и чисто нашата законска регулатива да ствари бидат такви како што се. Затоа што инвеститорот и самиот не е спремен, нити е на некој начин подготвен да во одреден момент ја прифати инвестицијата, односно општествените средства кои што треба да ги утроши на тој начин што треба да створи еден објекат во кој треба да влезе одредена функција. Прво што има еден парадокс да инвеститорот прво нема средства, во најголем број случаи нема средства да нарача техничка документација. Заради тоа што тој средствата ги добива заедно со инвестициите кои што банката му ги одобрува. А сега, После брзо. за да се одобрат инвестициите пред банка, он треба да има припремена техничка документација. Техничка документација се припрема со тоа што инвеститорот доваѓа и ветува дека средствата ќе му бидат одобрени пред банка, да ние учествуваме на некој начин во припремање на инвестициона програма која што оди пред банка, банката ги одобрува тие средства, или делумно, или во целост, ретко кога се дешава и тоа да бидат одбиени тие средства, али што е најважно во таа работа, тоа е да припремањето на таа техничка документација, инвестициони програм, е во таков временски теснац да тоа воопште не иде не му погодува на припремата и на креативниот однос на архитектот кон изработка на една концепција. Инвестициите често се споменуваат овде, а и во претходните разговори, кога ја подготвувавме емисијата, некој од вас дури архитектурата ја дефинира како инвестиција. Според тоа, значи, сме на еден битен момент во создавањето на архитектурата. Климе, вие сте и директор на една проектантска организација, веројатно, не веројатно, него сосема сигурно, имате искуство
токму на овој план, мислим, какви се вашите искуства? Дали се паралелни со она што го говори? Мислам да е полезно и за општеството да знае да архитектите да ние правиме со народни пари проектирање. Мислам да има некои ствари кои се као аксион во други, мислам, развиени општества и во наша република. Мислам, поширока таква појава се е присутна, а тоа значи треба да се одбери културен инвеститор. Мислам, ако тоа се напред, се помалку проблемите во однос на целата пората мощна процедура во однос на проектирањето. Културен или стручен, се извинувам? Мислам, ако е културен, тој ќе е најпрво стручен човек, мислам, стручен проектант, ќе е човек кој ќе го полезно тие пари напред, ќе е проектантот, ќе е после стручни работници полезни. Во тој смисол е и доста и конфликти кај нас на такво ниво, зашто не е секој пат ефтиниот проект и краткиот рок дават и резултат во проектирањето. Мислам, на наше искуство би било по-полезно да се даде појќе време за проектирање и тоа е една врста веќе на уштеда на проектот. На овој план сигурно дека постојат различни искуства или пак тие може би се слични. Видим че вие сакавте нешто да кажете. Да би го генерализирал тоа како е основна појава, како да инвеститорите трчат да заграбат нешто, од бојазност да некој пропис, некој закон не му го сопри тоа желба да добијат инвестиции. Тоа перманентно, стално така течи, нема една уставност, една плански период на своји потреби, кој што реално би во оквир на они институции кои што постојат, банка и така натаму, ги реализирале во еден нормален тек на време. Сето така трка на времето, која конечно се свети кај нас. Јас ова би го резимирал многу на кус. Ситуацијата е таква да техничка документација, односно, значи проектирањето секога е во тесен термин. А секоја инвестиција или секој захват сигурно би можел да биде реализиран многу по и ефикасно и порационално, тоа значи и поекономично, ако претходно има одлична, многу добро простудирана техничка документација. А тоа значи дека проектирањето како процес треба да се одвои од инвестициите, да се најдат средства за проектирање одвоени од она што е реализација, така да секој инвеститор, односно општеството во целина, има секога во секој момент доволна резерва на проекти за одреден момент кога дојде време да реализира или да добие инвестиции. Можем ли, за да ми биде мене појасно, а верувам и на нашите гледачи да им биде појасно, да видиме што е тој инвеститор конкретно, бидејќи вака ми е доста безтелесно кој е инвеститор. Може ли да ми кажете како практично изгледа еден инвеститор? Дали тој има тело и глава и кој е, например, тоа? Трајко, помогни ми. Поимот инвеститор е Кој во Скопје, во например, наши инвеститор? случаеви најчесто анонимен од денешна позиција на водење на овој разговор, иако може да постојат во Скопје дефинирани инвеститори чие присуство за оваа маса полно проблеми у друга светлина би ги покажала. Меѓутоа, по правило, кај нас не се негува поимот, профилот инвеститор, така да е он во состојба да ја пружи сета подкрепа на реализацијата на една програма, jer инвестирањето као поширока потреба на општество е во надлежност на целата заедница преку сите структури како се формираат средствата. Во Скопје постојат неколку крупни инвеститори, за внатрешноста, не знам, колегите многу тоа прашани го знаат подобро. Ние некои искуства со крупните инвеститори во Скопје имаме, можеме во поедини случаеви да бидеме задоволни, меѓутоа можеме да бидеме полно пати и незадоволни,
се во состојба да водат и одредена политика која мислам дека би требало да биде као потреба на ова друштво привилегија на поширок круг. Јас би се свртил сега на едно прашање, колку архитектурата е уметност, а колку е индустрија, колку се останато што може да споменеме, а тука се работи за економика и така натаму. Професоре. Тоа е многу интересно прашање и би било многу корисно ако може да го објасниме. Доста старо е прашањето, нели? Е многу старо, меѓутоа, за жал, многу стари термини, а то заедно со тоа и многу стари методи се провлечуваат и ден денес. Мислам дека дилема не треба да има во тоа, денеска сме на чисто ние, дека архитектурата е од една страна уметност, сега обратно, а од друга страна е технологија, а тоа значи индустрија. И ако сакате пример за застарелост, да речеме, на терминологија која се одразува и во застарелоста на методологијата и на технологијата, е ова просто. Ние уште не сме достигнале до тоа да многу делови од архитектурата индустријски ги произведуваме, а да не збориме за цела архитектура која би била во некоја иднина произведувана индустријски. Например, се уште ние се служиме со термин за наечиски работи, иако тие работи веќе ден денеска се произведуваат од индустрии со висока технологија. Облагање на зидови со, не знам, и така натаму. Така да, тука мислам едно е до кај сме ние стигнале можда, а второ е каква е нашата перспектива, а многу е важно да ја знаеме перспективата. Мислам дека сите ќе се согласат со тоа дека архитектурата мора да стане индустрија, ако сака да одговори на све поголемите потреби на овој свет денес. Спрема тоа, ако се согласиме со тоа, тогаш имаме и примери спротивно на некои страхувања, да речем, дека ако архитектурата стане индустрија, ќе ги изгуби креативната, односно уметничката компонента. На конгресот во Мадрид, главна и единствена тема беше архитектурата и креативност. Во овој контекст на архитектурата меѓу уметност и технологијата, каде ви го сместувате нашиот проблем, ситуиран токму кај нас, без некои апстрактни категории, без други технолошки времења во кои живеат, да кажеме, други архитектури? Мислам дека тоа не е во денешниот момент битниот проблем за македонската архитектура. Креативноста во архитектурата е, разбира се, многу значајна компонента, меѓутоа, ова е исто така еден од ретките конгреси на архитектите од светот за ова чисто професионална тема да зборуваат и да се наоѓаат себе си. Многу повеќе конгреси, разбира се посветени на она што е побитно во архитектурата, а тоа е нејзината општествена, социјална и друга компонента. Од тука и креативноста не треба да се фетишизира, не треба неа да се прави чудо, бидејќи во даден момент за многу општества е прашање кров над глава, што викаме. И затоа мислам дека е многу позначено ако ние на овие други компоненти се свртиме, а тоа значи како ќе дојдеме до добра, солидна, коректна архитектура, па макар таа и не била многу креативна. Не знам дали може би се работи за генерацијски разлики или согласување, дали тој третман го прифаќаат Радко, Лавович? Па неоспорно е во секој случај да во задните години на подрачјето на Републикава се реализирани објекти со неоспорни креативни вредности. Исто така, точно е и тоа дека кај нас многу често се сретнуваат и читави комплекси кои значат
конфекција во архитектурата. И едното и другото, мислам дека резултираат од оние нерешени проблеми за кои претходно разговаравме, или за оние проблеми кои се уште ние не сме ги совладале како друштво и како технологија. Бидејќи сметам дека архитектите постои еден осет за права мерка кон проблемот и они докажуваат да во овие моменти на судири со својот нерешен статус знаат да изнедат право решение на проблемот, да не бараат од друштвото и сувише, а да му пружаат врло често и максимум. Такви примери ја мислам дека има во ред изградени објекти во Скопје, а што е уште овака нешто што повеќе радува, тоа е да има многу такви објекти изградени вон центарот на републиката. Јас претпоставувам дека полезното и креативното сигурно не се конфликтни поими, затоа би сакал да дефинираме на овој план некои односи такви какви што постојат кај нас. Неоспорно дека во архитектонското творештво од почетокот до крајот утичат многу фактори за кои што веќе некои ги спомнавме овде. Јас би можел на брзина вака да кажам дека ако е содржината као првиот фактор кој што влегува во архитектурата, па тогаш просторот во кој што се сместува таа содржина, технологијата и конструкцијата као трет фактор, формално обликување или ликовниот дел на тој на исто као еден фактор од творештвото, стандардот кој што мораме да го земеме во обзир као еден од факторите, времето во кое што се ствара и човекот као последна и најважна компонента, затоа што се ствара за него, сите тие фактори, ако еден архитект од почеток до крај на припремањето на едно дело архитектонско ги земе во обзир, и ако креативната нишка ја вовлече, а да бидат сите тие компоненти задржани до крај, тогаш можеме да збориме за едно стварно добро архитектонско дело, каде што и креативната компонента ја земана во обзир. Иначе јас се слагам апсолутно дека ние сме се уште во период кај што стандардот мораме да го земеме како една од најважните компоненти и дека мораме да водиме сметка за економичноста, за едноставноста на објектите кои што ги градиме, а ако при тоа имаме и нешто што е лепо и убаво што може да се види за око, тогаш е тоа само придонес за нашата архитектура. Мислам, би интервенирал овде, мислам дека сите оние кои не гледат во моментот си викат доста теоретизирате, дајте нешто да чуеме по-конкретно. А мислам дека сите нив ги интересира проблемот да го расчистиме евентуално од наш аспект, ако може, со ова така наречена архитектура или станови за работници со ниски примања. Мислам дека во многу случаи составот на општеството, составот на инвеститорот, да речем сега, ние архитекти во овој проблем баш не се согласуваме сосем. Дали се ангажирани за тоа? Баш сите архитекти сам да кажам. Засметам да и ние како генерација на архитекти со ова материјално положение што е кај нас мора да мислиме економски. И мислам императив за нашето општество да го решиме тој проблем прв, а тој проблемот за стамбената површина, тоа што е неминовно. Во тој смисол не би ни никога не е доста да мислиме економски. Тоа е и прекупација и можда и конфликти на таа линија било со инвеститорите, да сме дали можда поголема широчина на нашите желби, а сметам да ова генерација може да мисли, појќе е за другите, али да твори, во овие условија мора да мислиме да твориме малку поекономично, бидејќи таа прекупација не само кај нас, во други земји развивени таква е иста прекупација, така да тука еден коректив треба од кај нас, а и друштво треба да се ангажира појќе во тој смисол. Професорот ми ја одзема привилегијата самиот да го поставам ова прашање, меѓутоа секако дека оно е неодменливо. Би сакал да се навратиме на него уште еднаш, меѓутоа со известни поконкретни показатели, бидејќи не сметам дека само неговата стамбена ситуација на работниот човек, секидневниот наш човек, е во прашањето, туку и работната ситуација него, просторот кај што работи, исто така дел од архитектурата, од неговото секојдневие. Во таа смисла, мислам дека доаѓаме до една тема која
практично ја конкретизира состојбата на нашата современа архитектура. Јас мислам дека архитектурата ги дава своите прави, највредни резултати кога навоѓа одговор на онија под најтешките услови за најважните проблеми пред кои ја поставува општеството. Сметам дека овој вид настанови е еден од тие проблеми во кои во моментов кај нас е можда една дилема во поставувањето на барањето што треба да се даде и мислам дека тука и постојат некои резултати некои одговори на архитектите кои се уште лутаат во своите достигања. Додека од друга страна, формирајќи ги работните простори на нашиот човек, современата македонска и југословенска архитектура дала озбилни достигања, проекти и реализации со максимум креативност. Сметам дека тоа е доказот да на архитектурата не се потребни изузетни услови за да она постигне оноа што од неа се бара, тоест да одговори на своите хумани. Да, монументи не треба. Веројатно дека она треба да биде повеќе интелигентна од што помпезна, ако говориме во некоја терминологија. Архитектурата е многу повеќе од тоа него што е една фасада или нејзинот изглед, него оно што е внатрешниот живот на објектот кој што му служи на човек, на тоа. Значи, монументалност ние можеме да бараме кај одредени објекти кои што имат потреба од таква стварање, не кај секој објект. Се приближиме на едно прашање што може би ќе ви се допадне, може би не. Секој глушец има во цртаните филмови својата мачка. Која е мачката на архитектурата денес и кај нас? Сега ја лично мислам да е тоа прашање прилично неугодно и као што е неугодно прашањето, мислам да ќе биде целисходно за нас да и не идеме на директно одговарање, но да пробаме да скицираме возможен одговор на тој проблем. Веројатно е мачката некаде во комплетниот инструментариум на нашето друштво, кој архитектот се уште не го ставил во ситуација да он може во прав смисол на зборот да води, да ствара и да понесе одговорност во крајна инстанца. Сме во ситуација да полно пати неуспесите бидат врзани за нас, и кој архитекти, кој сталеж, и кој субјекти. Можам да бидам сигурен и одреден во одговорот дека ниеден архитект од оние јас што ги знам што творат во Македонија не се занимава со архитектурата да е она сама на себе целта. Конечно, ние сме личности формирани во ова општество. Мислам да не е типично да бидеме формирани као настрани личности. Меѓутоа, има појави да не сврставаат во луѓе кои се неспособни да се доволно изорганизираме, иако сме ние заинтересирани да пружиме рака за соработка на сите кои учествуваат во стварањето на правата архитектура. Да нема подвоеност на... Ние немаме ни интерес, ни сила да водиме војна. Ние имаме потреба од сојузници. Нажалост, Дали наши сојузници се извидувачите, реализаторите на архитектурата? И колку мислите ние имаме, да речеме, и слабости, кои се предуслов за неефикасно, ако такво постои, реализирање на архитектура? Па сведоци сме на тоа дека оперативата улага напори да иде во чекор со она што значи современо градежништво. Меѓутоа, кога се работи за комплексни захвати, сметам дека се уште не се спремни за крупно инвестирање од разлог што сакаат да искористат постојната база или недостаток на потребни финансиски средства за да усвојат нови системи. Меѓутоа е ноторна чинјеница
дека во Скопје во однос на усвајање на нови системи во проектирање и градба има известна стагнација во однос на искуствата на останалите делови на инвеститори. Може ли сега да се вратиме на едно прашање што го поставивме на самиот почеток, кое беше сосема просто дефинирано како се создава една куќа, еден град, како се создава средината во која живееме? Општеството ја на некој начин архитектурата скапо го чини, ако можам така да се изразам, а ќе се до крај доречам. Не архитектурата, него влагањата кои што архитектурата ги реализира. Општеството не се оградило со своја законска регулатива да ја припрема техничката документација на најарен можен начин, со тоа што на неколку пати и со долги студирање ќе се припремат проектите, за да би градењето било поедноставно и секако поевтино. Према тоа, проектирањето е тоа што секако утиче многу на коштањето на објектите и кое што често пати општеството скапо го чини. Трката за времето, ако го подобриме кај тоа е најнеопходно, сите ќе се согласиме напълно дека токму во тој дел на проектирањето времето е најпотребното да може крајната цел, тој завршен добро да биде во сите оние аспекти што општеството го бара, тоа што колегата Алавич рече, да биде финализирано. Меѓутоа, за жал, токму тој елемент најнедостасува во сегашна ситуација. И има и уште еден. Ниска цена на проектите во однос на тоа што треба проектите да представуваат. Ако се споредиме пак со индустрија, моја обсесија е тоа. За еден автомобил треба да се испроектира секој шрафче до крај, а ние тоа не го чиниме. Ако дојдеме во иднина до таков степен да ние ја испроектираме архитектурата како што се проектира автомобил, мислам дека и реализацијата тога и изведбата ќе биде принудена да се реализира како што автомобил се реализира, а тоа значи технолошки, индустријски на високо ниво. Да, и тогаш би требало секако да се води сметка и за голема серија. Тоа би можело да се изведе кај станови, кај здравствени објекти, кај поготово кај станови. Тоа би секако можело да се обезбеди голема серија за да се припреми опсежна техничка документација, онака исто како што се работи кај во автомобилска индустрија или во останалата индустрија, кај што не можеме да се пожалиме дека имаме за око лоши објекти, затоа што дизајнерите сепак тичат да она што е натре чиста техника му дадете една анвелопа која што и за око изгледа прифатлива. Во самиот почеток јас реков дека во Македонија, македонската архитектура има постигнато многу повеќе од можностите на друштвото во овој временски период. Што не значи, разбира се, дека е тоа заслуга на архитектите или на архитектурата, ниту пак дека е тоа слабост на друштвото. Тоа е таква една општа констелација каде што архитектурата била нужна и како таква нужност била, разбира се, реализирана. Ако во овој разговор зборевме можда повеќе за слабите страни на другите, немавме намера сигурно да се браниме себе си. Мислам дека тоа треба да биде една разбирлива констатација и оние што не гледат да не разберат во тоа, дека ние као архитекти сме биле вечни незадоволници и такви остануваме, заради тоа што знаеме дека никога нема крај, нема конечен успех во архитектурата, секога треба да бараме нешто повеќе од она што имаме. Меѓутоа, ако требаше да се пофалиме, тогаш, за жал, ние тоа не смеевме сами да го направиме, а тие што треба или што можеа да го направат, се во моментов отсутни од овде. Секако дека темата творештвото во архитектура е вечита и неисцрпна. Не би требало да се свати
дека се осеќаме единствено квалификовани пред овој аудиториум за оваа тема ние да зборуваме. Времето на емисијата е лимитирајќи фактор. Меѓутоа, живееме во надеж дека телевизијата ќе ни пружи во иднина уште некоја прилика да можеме мало во покомплетен состав, во присуство на повеќе структури, да разговараме за идните посветли денови на македонската архитектура. Ние имавме намера да за архитектурата кај нас зборуваат луѓе од повеќе структури, како што и јас на самиот почеток на емисијата реков, тие беа поканати, меѓутоа излезе дека овој пат за архитектурата зборуваат само архитектите, но и тоа сметам дека не е за одмет, конечно, една од големите заслуги за постоењето на архитектурата и се она што по тоа се подразбира, Сепак му припаѓа на архитектите. На архитектите. Се надевам дека ќе се сретнеме уште еднаш.